Здраво, другари и другарки. Денес ќе збориме како да се заштитиме кога работиме со блокчейн. Ова се некои практики кои јас ги користам и ова е само како да ги заштитите вашите волети што би требало да правите. Не е за заштита на вашето PC. За заштита на вашето PC ќе направиме понатаму други видеа. Мислам направивме претходното беше за тоа, но беа некои основи, сега малце ќе навлеземе и технички. Значи, секогаш, кога јас сакам да испорам некоја нова апликација, пример на Solana Network, например, ако сакам да испорам некоја апликација, ја формирам нов волет и секогаш конектирам нов волет таму, затоа што не знаеме дали таа апликација е малициозна, дали не е малициозна, дали има некои проблеми и едноставно може да се искористат тие проблеми и ранливости кои ги има самата апликација и да ни бидат украдени нашите пари. Пример, еве ја ќе отидам на DappRadar, таму може да најдеме многу апликации на самата Solana кои постојат. Пример, едно од најпознатите, ја знаете, Radium и Jupiter, но ова конектирам и стари волети, каде што имам поише пари пример за да направам некоја трансакција, но одма ги дисконектирам од самата апликација. Тоа ќе го прикажеме како се прави, но пример на некоја апликација што не ја знаем, еве например јас не ја знам Solaire, ако отидам на Solaire сигурно дека не планирам ако има поврзување на самиот волет да поврзам некој волет кој ми е стар, затоа што не ја познавам апликацијата и не би сакал да настанат некои проблеми по потоа многу тешко или да не успеам да си ги вратам самите пари. Пример, исто така, јас знам оваа апликација, која купував Solana Phone, значи имате сега Solana Secure Phone и нормално кога ќе отидете на pre-order да направите, ќе мора да конектирате волет. Јас волет секогаш кога конектирам, значи кажувам, не конектирам некој волет каде што имам пари. Префрлам доволно пари колку што ми треба за да платам, пример, во случајов Solana Phone и го плаќам, ја дисконектирам апликацијата и тоа е тоа. А тука мора да прво кога купувате Solana Phone, мора да конектирате волет за да кој ќе испаднат нови мем коини да ви ги праќаат на вашиот волет и со тоа нели да се намали цената со која сте купиле Solana Phone. Ја го немам земено Solana Secure, ја го земав претходниот телефон, овој го испуштив и затоа и моментално не го зијам, си чекам да излезе нов телефон. Би требало да има Secure 2 или не е битно како ќе се вика. Не ми беше поентата за телефонот, туку ми беше поентата дека ние треба секогаш да користиме нови волети. Мислам дека ништо не е кошта. Пример, ако имаме, не знам, Phantom Wallet, сега гледате, јас на овој волет немам ништо, можам да направам нов волет, тоа е едноставна постапка, значи идеме, нели, Phantom сакам да направам, одиме Phantom, нормално ги си внимавате и на адресата phantom.com, дека таа сигурно адресата, идеме ваму, одиме Add Extension, ја инсталираме екстензијата и одиме Create New Wallet, нормално дека нема да отиме со mail, ќе отиме Create with Seed Phrase, ќе напишеме некој пасворд, еве гледате мене ми е medium пасворд, но не е битно затоа што овој ми е онакав волет за тестирање. Одиме continue, еве фразата, оваа фраза нормално ќе ја севираме. Морам ли да отидам? Да, окей, continue, get started и едноставно новиот волет ви е достапен за користење. Ке си пратите малку Solana, нели за да ги платите провизиите на самиот блокчейн и ќе си пратите, пример, сега не знам, со USDC ако сакате да платите нешто или со USDT или со Solana сакате да платите или со некој друг токен, ќе си пратите тој одреден коин или токен, потоа ќе извршите плаќање. Значи, толку едноставна работата и не знам зашто би користеле еден волет на секакви апликации го поврзуваме и едноставно да го изложиме на опасност. Пример, исто така, кога користам пример, Radium е една од апликациите кои ја често ја користам и Jupiter нормално, juk.ag мислам дека беше, не знам зашто, warning, ајде да видиме, Jupiter Chain,
yub.ag било, јас се извинувам, не било yub.ag, тој ми даде дека е блокирана страната. И према која ќе го конектирам волетот, нели, одам топ волет, имам Solana, одам Connect, ќе го конектирам волетот и тука ќе направам некоја трансакција која сакам јас, нели, да направам. Потоа, нормално дека ќе дисконектирам самата апликација, само еве го, disconnect вакво и ваму во самиот волет кој ќе отидеме. Само видам каде беше и јас се бунам затоа што ја користам милион волети, па више не знам ни кај се опциите на самите волети. Само да видиме каде беше акаунт. Не беше ваму. Еве ги Connected Apps, едноставно одам ваму и одам Disconnect на самата апликација. За не може ми ја користи волетот. Исто така, уште еднаш да напоменам, ја користам добро познати апликации на кој било блокчейн. Нели, ако се вратиме ваму, ја користам, значи тука ги имате милион апликации, ја не ги користам сите, нормално, затоа што прво не ги не познам, може има некои слабости, може нешто се деси, и ради тоа користам само познати. Значи, сум користел исто pump.fun да видам што е работа, но нормално со нов волет, не го користам со стариот волет. За стари волети користам само добро познати апликации. За мене добро познати, од овдека се Magic Eden, Jupiter Exchange и Radium. Понатаму не треба да ги користиме тие, мислам, некои други апликации, како што кажав, треба да се користат со нов волет. Поентата е зошто се користат со нов волет, затоа што тие нови апликации, ако земе, например, еве сега ќе земе Sol Casino, не е битно некој DApp, кој ќе го отвориме, добро, окей, претпоставувам дека е некој казино, јас не поштам казина, еве сега го отворив. Ќе отидеме на некоја друга, да не биде дека ја рекламирам казино. Еве ќе земеме Astor Space, ќе отвориме самата апликација и претпоставувам дека тука ќе има да се поврза волет. Не гледам кај се поврзува волетот. Не е битно, сега кога ми ја свативте работата, дека кој ќе поврзам волет, поврзувам со нов волет. Ако поврзаме со стариот волет, не ќе да ја плашам, но ако сте конектирани и хакер во исто време најде некоја слабост на самата апликација, например на овој DApp, може на некој начин да ви го испразни самиот новчаник. И тоа се има десено многу пати. Помалку се има дешавано со апликации, повеќе пати се има десено со прижови, ама секако дека треба да внимавате и нели кој ќе завршите со некоја одредена работа, треба да го дисконектирате самиот волет. Сега исто така морам да кажам дека ако ви е заразено самото PC, значи имате некој вирус на самото PC или имате некој malware или не е битно, некако софтвер, секако кој ќе и да не конектирате волет, може ви го испразнат волетот. Така да јас како што кажам, мора да имате барем една основна заштита на вашето PC. И јас исто така би препорачал, затоа што нели сите сакаме да инсталираме апликации, сакаме да брауземе на интернет, сакаме да геймаме, сакаме све да правиме на исто PC, ако сте во можност, јас би ви кажал да се користите одреден лаптоп или одреден компјутер само за користење на блокчейн апликации. Јас секако дека се користам посебни писиња за моите волети, затоа што не би сакал нели сега на одредено PC кај што правам еден тон работи, па сега да се занимавам и со крипто, малце се зголемува ризикот. А вака кој ќе користите едно, значи PC, dedicated PC само за крипто, тогаш ќе го намалите самиот ризик. Исто така морам да кажам, доколку користите, пример, волет, може ви стигнат затоа што вие имате паблик адреса. На таа паблик адреса секој може да види, например, вие што имате и може да ви прати што сака на самата адреса. Значи може да ви прати коини, може да ви прати NFT-ња и повеќето од нив се скамови. Значи ние ако видиме, например, мојот волет ако го земеме со одредени финансии, каде што имам, гледате, имам некои коини што ми се legit, но има и некои
кои самиот јас не ги знам. Например, гледате Fill Overdrive YouTube. Гледате, ова арта знам една апликација беше, но не е битно. Гледате Vintage Orbiting Satellite. А ова е од Star Atlas, мислам дека е. Или не сум сигурен. Но сепак, јас не ги отварам овие коини. Значи, затоа што со самото користење направо, со самата интеракција, пример, сега ако земеме Pepex или не знам Marte и направиме го најдеме нивниот сајт и сакаме да направиме некоја размена или ја видиме дали имаме некој airdrop, може да настанат компликации да ви бидат одземени самите пари. Исто така не треба и NFT ја отварате, дека ја ако отворам во мојот wallet, видете јас колку NFT имам. Значи овие NFT се 90% скамови. Например, јас знам дека Toolkit, Suntiger, Fuel не се скамови. Food, гледате Chapter 2, затоа што имам приордер на самиот Solana Phone, но пример некој од овие NFT-ња се сигурно скамови, затоа и јас пример не ги отварам сите скамови. Едноставно кога користам некоја апликација, пример ја користам Star Atlas, кој ќе отидам на Star Atlas, самиот Star Atlas ќе ми ги препознае NFT-њата кои јас ги имам, и јас ќе се ги префрлам, нели, на самиот Star Atlas и на wallet. И ќе ги запамтам, затоа што може некој ви прати, пример, имате ова од Star Atlas Fuel, и сега ја можам да ви пратам исто NFT со исти Fuel и да ви изманипулирам да го конектирате волетот или едноставно само да кликнете на самото NFT и финансиите ги пратам. Значи, постојат ненормално добри хакови, затоа не гледајте се што имате на самиот волет, да све да кликате и да правите и да гледате да земете пари. Затоа што знаете како викаат лаком къс, 2К прима, ама сега тоа е, значи има многу лакоми луѓе. Затоа и ви кажам дека овие се некои основни заштити кои треба да ги правите со вашите волети. И мислам дека тоа би било тоа за денеска. Ви посакувам да имате убав ден и се гледаме во некој наредно видео.